вака важна информација има да ни сподели и нашата драга колешка Ирина Спировска, која што ќе ја вклучиме линковски во неделата на солидарност. Вашиот прилог значајна помош. Добро утро, Иринче. Добро утро, Суза. Поздрав до сите гледачи на утринската програма на телевизија Алфа. Добро утро. Секое утро, како што веќе се навикнати нашите гледачи, секое утро во 9 часот се јавуваме од различен дел во нашиот град за да информираме за тековни активности, сето она што сметаме дека е интересно и значајно како информација за нашите гледачи и за нашите граѓани. И како што спомена ти, оваа недела е недела на солидарност. Започна вчера на 14 и ќе трае се до 20. Црвениот крст на Република Македонија традиционално ја организира оваа недела на солидарност и тоа секако беше повод ние утринава да дојдеме во седиштето на Црвениот крст и да слушнеме нешто повеќе околу самата оваа акција и да ги информираме гледачите како и самите може да се вклучат и да ја поддржат неделата на солидарност. Утринава разговарам со Љупка Петковска, дел од стручниот тим на Црвениот крст. Љупка, добро утро. Добро утро и на вам. Да, како што кажавте, започнувајќи од вчера, 14 април, па до 20 април, се одбележува традиционалната недела на солидарност. Инаку би кажала дека се организира со цел да се подигне свеста на населението за потреба на меѓусебна поддршка, како да се обезбеди соодветна помош за лицата во социјален ризик. Инаку можат граѓаните, сите оние кои се заинтересирани компаниите да дадат поддршка на акцијата, да обезбедат и да донираат помош во храна, облека, постелнина, обувки, и тоа може да го предадат во нашите општински организации на Црвениот крст во целата земја и во Црвениот крст на град Скопје. Кога станува збор за солидарноста, тука би кажала и емпатијата, тоа се вредности кои не се вродени, туку треба да се градат низ воспитанието, образованието, па и преку личниот пример. И токму затоа Црвениот крст доста полага на ваквите акции и ги организира во соработка и со образовните институции, со училиштата, каде што од најмала возраст се потикнуваат децата, односно учениците, да бидат солидарни, да донираат и така ќе се изградат во едни хумани личности со високи вредности. Покрај, да кажам, во текот на оваа недела, граѓаните се добредојдени и компаниите да ги поддржат хуманитарните акции на Црвениот крст секојдневно. Значи, вратите на Црвениот крст се отворени во текот на целата година и можат да донираат ваков вид на помош. Покрај тоа, Црвениот крст има поставено контейнери за донирање на облека низ повеќе локации во градот Скопје, како и во Битола, Струга и Охрид. Тоа се всушност е механизам за поефикасна донација на облека, се овозможува граѓаните во секое време кога им одговара да донираат ваков вид на помош. Инаку преку овој начин се обезбедува на годишно ниво и преку 5 тона облека, која во континуитет се селектира со вклученост на наши волонтери, а потоа завршува до крајните корисници на кои навистина им е таков вид потребна помош. Инаку би ја спомнала и продавницата Копча. Тоа е всушност еден проект на Црвениот крст кој е создаден да се обезбеди, да се овозможи поефикасна пак дистрибуција на облека до граѓаните во социјален ризик, но и да се овозможи на еден полесен начин да бидат пристапни, да речам, облеката со прикладни цени. Посебно се зачува достоинството на граѓаните со ниски примања кои не бараат помош и не доаѓаат во Црвениот крст. До во продавницата пак се обезбедува и бесплатна облека, односно се доделуваат ваучери на лица кои се во ризик. Тие ги добиваат преку општинските организации на Црвен крст и Црвен крст на град Скопје. Предходно се прави, да речам, проценка на состојбата, инаку некаде на годишно ниво над 1000
граѓани ја добиваат таа облека. Кажавте многу информации и начини на кои што граѓаните може да ја покажат својата солидарност и да донираат. Еве, ја споменавте и продавницата Копче, која што е тука во непосредна близина на вашето седиште, како еден убав модел на кој што може секој да донира облека за да стаса до крајните корисници. Љупка, може ли малку да им обрнеме внимание на сите луѓе што сакаат да се приклучат на оваа недела на солидарност, како всушност најдобро да ги подготват работите што сакаат да ги донираат, кои се најчистите грешки што ги правиме, не само кога се донира гардероба, туку еве во неделата на солидарност, добре дојдени се и донации за храна, дали повеќе е пожелно да биде тоа храна што има подолг рок на траење, малку околу тие насоки за навистина да може да се одговори на потребите кои што се опфаќаат во рамки на овие активности. Па добро, еве, не би кажала грешки, туку треба можеби повеќе со внимание, нели, секој од нас да обрне кога сакаме, нели, да го донираме нештото. Еве, конкретно за облеката, значи би било добро да биде чиста и да не биде оштетена, навистина. А кога станува збор за храната, убаво е да биде таа спакувана или конзервирана и да биде со добар рок, да речем, на траење, затоа што треба да размислиме дека тоа што сакаме да го донираме и да го споделиме со некој друг, навистина треба да е од употреблива вредност, за понатаму некој да го употреби, да го користи, навистина да биде вредно тоа. Кажавте исто така дека неделата на солидарност се одвива на ниво на целата држава и тука се вклучени сите општински организации на Црвениот крст во нашава земја, вклучувајќи го секако и Црвениот крст на град Скопје, па со оглед на тоа дека вчера е почетокот на неделата на солидарност, а какви се првите активности и реакции на граѓаните? Дали сте задоволни од почетокот и се разбира како очекувате да се развива самата активност во тек на самата недела на солидарност до 20 месецот? Имајќи во предвид, да речам, од досегашното искуство, веќе говорам, нашите граѓани навистина се хумани и солидарни, и јас верувам дека ќе имаме поддршка на оваа хуманитарна акција на Црвениот крст и ќе донираат и граѓаните и компаниите како општествено одговорни, и се надевам дека кон крајот на неделата ќе ги имаме и првичните резултати, се со цел да се помогне на што е можно поголем број на граѓани. Се надевам дека, нели, сите оние кои можат да го направат тоа ќе го донираат и ќе има, нели, на крај бенефит крајниот корисник кој навистина достоинствено треба да понатаму, нели, и го користи. Храна, облека, обувки, средства за хигиена, што е постелнини, што е најпотребно во моментот? Јас би рекла дека најприоритетно е сепак храната, и тоа може да се донираат оние основни производи како што се брашно, зејтин, шекер, граф, тестенини и секако конзервираната храна е најдобре дојдена. Така да ова се приоритети, но сепак облеката исто така важна, нели, обувките, постелнината, се она што би можеле понатаму граѓаните да го употребат. Тука се и контейнерите во кои што исто така буквално секој ден во годината може да се остави облека за донација. Колку граѓаните имаат навика да ги користат контейнерите и дали совесно ги користиме? Да, јас веќе спомнав една бројка, да речам, како килограми, односно тони, околу 5 тони, тоа е некој просек, да речам, во годината каде што се донира. Некаде сега, вака, да кажам, просечно, сигурно од 30 до 40 килограми може би во месецот. Тоа вака не е голема, нели, количина, меѓутоа е вредна, нели, кога ќе имаме, кога размислуваме дека понатаму како ќе се користи. Мислам дека нашите граѓани се солидарни и го практикуваат тој вид на донација. Јас имам можност, нели, кога доаѓам дури на утрина на работа, граѓаните, нели, застануваат, предпоставувам дека пред да одат на работното место, бидејќи имаме контейнер пред нашата зграда, така да
донираат. Се надевам дека во секое време кога е погодно за граѓаните имаат можност да го искористат, да речеме, овој механизам и да им биде попрактичен и да донираат. Се надевам дека еве и ова како една информација за оние можеби кои не знаат. Локацијски се може да видат на нашата интернет страна кај се поставени, така да во секој време е добре дојдено да се донира таква помош. Ова повторно го потврдува на што веќе го споменавте, дека навистина луѓето се солидарни и со задоволство ги користат сите овие начини и механизми за да им помогнат на оние што спаѓаат во по ранливите категории, социјални категории, а неделата на солидарност сигурно дека многу придонесува за негување на тоа чувство да бидеме солидарни, да помогнеме и да подариме на оние што имаат помалку од нас. Така, јас би кажала едно нешто што може би и веќе пласирано. Црвениот крст е всушност мост, нели, каде што ја трансферира солидарната поддршка од граѓаните кои можат да дадат помош за граѓаните кои навистина им е неопходна таква помош. И верувам во солидарноста на граѓаните, затоа што многубројни акции до сега кои ги организираше Црвениот крст, навистина се покажи и се потврди солидарноста на граѓаните и всушност имаат можност постојано и континуирано да добиваат повратни информации од страна на Црвениот крст, колку е обезбедена помош, каде завршува таа помош, а тоа нели практично не поттикнува секој од нас нели да градиме и довербата кон организацијата која навистина тоа го прави како хуманитарна организација и ги почитува принципите нели на организацијата и така действува во текот на целата година, па и годините изминатиот период. Љупка, благодарам за одвоеното време. Верувам дека сите овие информации што ги споделивме утринава со нашите гледачи ќе придонесат да имаме што помасовно приклучување на оваа недела на солидарност, без разлика во кој град живеете. Одвоите време да отидете до Општинскиот Црвен крст и направете добро дело. Станете и вие дел од големата армија на солидарни и хумани луѓе од нашава земја, а да го поддржуваме Црвениот крст кој што патем цели 8 децении придонесува за подобар квалитет на живот во нашево општество. Ете, тоа би било се за утринава од овдека, од ова јавување. Ќе ви посакам убав остаток од денот и се разбира да останете понатаму со програмата на телевизија Алфа. Ви благодарам многу за овој апел пред Великден. Се разбира, имаме многу хумани граѓани, верувам дека ќе ја покажат хуманоста на дело.